колку лица во просек се диагностицираат годишно со карцином кај нас? Или ева, ако имате податоки за годинава? Па минатата завршивме со негде бројка од 5300 новорегистрирани. Оваа година прилike тој можда малце покачување, тоа да збориме на новорегистрирани на клиниката за Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Подетални податоци би требало да ги има Институт за јавно здравје, кој што во случајот го вози регистарот за рак на државниот регистар на рак. Во однос на пациенти што барем еднаш влегле на клиниката, значи тоа што бидејќи онколошката терапија, хронична терапија, значи која се прима со месеци, со години, имаме негде отприлike на годишно ниво околу 19-20 000 пациенти како проток на пациенти. Така, а трендот, да речеме, ако го споредиме во последниве 10 години, се зголемува, се намалува, стагнира, мислам како? Да, во принцип се зголемува, значи имаме секоја година на ново регистрирани пациенти на клиниката, околу покачување за отприлike 150-200 пациенти вака годишно. Што се должат овие бројки и трендот на пораст за жал кај луѓето со карцином? Порастот на регистрација може да се должи и на диагностиката, значи подобрена диагностика, достапност до диагностички методи. Значи се разбира сите овие имиджинг, сликовни, да речеме, методи се подостапни и некои достапност на здравствени услуги, значи нормално каде што свесност кај популацијата што практички се јавува на лекар и меѓу другото може да се диагностира малигна болест. Генерално тоа е едниот дел, другиот дел бидејќи инциденцата, значи нормално ние сме една пушачка нација, така да речеме, каде што пушењето е доста расширено во популацијата. Постои животни навики, значи начини на исхрана, исто физичка активност, значи мислам дека нашата популација не е многу генерално свесна кон своето здравје, така да тоа повеќе се кај женскиот пол секогаш се посвесни за здравјето отколку кај мажите, значи така во однос на и на практикување на некои, да речеме, хигиено-диететски и здравствени навики. Има ли некој начин како да се превенира или еве да речеме кои се некои рани симптоми кај жените и кај мажите што може да се препознаат за понавреме да се јават на лица? Значи потребно е навики уште од малата возраст, значи на како да кажам, на здрава исхрана, спортување кај малата популација, значи така избегнување, значи на овие канцерогени, значи во смисло правење на кампањи против пушењето, посебно во средношколската возраст, значи каде што почнуваат. Другата работа е дека да, за жал имаме така релативно таа здравствена просветеност, можеби на пониско ниво отколку во другите земји и нормално систематските прегледи, значи сега ја мислам дека генерално имаме неспецифично превентивни прегледи за рана диагностика, но постои некоја специфична превенција, например еве канцерот на грлото на матката, значи кај жените практички превенабилен со вакцината на хуман папиломавирус. Така да тоа е едно. Другите канцери можеме, значи со да ги не можеме да ги превенираме, можеме да се појават, но можеме да имаме рана детекција, значи секоја навремена откривање на било која болест, така и на малините заболувања, значи успехот, процентот на извлекување е голем и плюс цената на чинење на здравствениот третман е многу пониска отколку на тумори кои се во напредната фаза на болеста.